Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН вчера ја одржа својата редовна седница на која ја разгледа актуелната политичка состојба во државата и хаосот кој се случува на секое поле, економско, општествено, образовно и здравствено, а што е последица на мафијашкиот начин на работа на власта, која наместо за народот работи за врвот на мафијата. Донесена одлука од страна на извршниот комитет со кој се задолжува правната комисија на ВМРО ДПМН да состави правен тим кој ќе подготви кривични пријави и тужби за злоупотребите кои се направени од страна на специјалното јавно обвинителство, а кој ги потврди и нотира Државниот завод за ревизија за проневера тешка 4,6 милиони евра, пари кои биле исплаќани за високи хонорари, незаконски бонуси и плаќања надвор од делот за редовни плати без законска основа. Тоа се 4,6 милиони евра злоупотребени пари од страна на обвинителската институција која што требаше да гони криминал. Ова е преседан во светски размери. Тоа се пари кои наместо во нови болници и училишта завршиле во нечии џебови и за тоа мора да има одговорност. Воедно, извршниот комитет на партијата ја потврди одлуката на претеничката група на ВМРО ДПМН во однос на ставот дека нема да се поддржат одлуките на Стево Пендаровски за вонредната состојба, затоа што таа беше злоупотребена за работи кои не се поврзани со потребите за борбата против COVID-19. Во ек на најголема пандемија, кога владата требаше да ја користи вонредната состојба за помош на граѓаните, ЗАЕВ и СДСМ штанца лиценци за марихуана на ним блиски фирми. Додека народот немаше маски, дезинфициенси и ковид тестови, СДСМ распиршуваше тендери за набавка на шкампи и школки. И на крај, ја продолжија уште еднаш вонредната состојба за во тој период да дадат половина милион евра на невладини организации, притоа кршејќи го и изборниот законник. Додека народот немаше леп, тие трпаа во џеп. И токму затоа, ВМРО ДПМН нема да ги поддржи одлуките на Стево Пендаровски за вонредната состојба во собранието. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН заклучи и дека СДСМ од ден во ден се повеќе ја тоне државата, а од тоа страдаат граѓаните. Мафијата, криминалот и владата во Македонија се едно исто и тие мора да паднат. Ви благодарам на вниманието и повелете ако имате прашања. Одлука со која што Кирил и Методи ги прогласи за бугарски просветители и 24 мај како нивни ден. Вашиот коментар околу ова, особено во насока дали и Македонското собрание треба да направи некаква ваква иницијатива со која што да речем условно заедничките ликови би ги прогласувале за македонски. Неспособната дипломатија на свиткана кичма на Зоран Заев е познат феномен и донесува ваков тип на резултати, кои што се донесени затоа што од македонска страна не постои национален консензус по основ на основните идентитетски прашања. Познато е дека светите браќа Кирил и Методи се словенски просветители кои ги слави веќе со години, со децении целиот свет кој што од нив ја црпи писменоста и затоа од наша страна не гледаме простор за дискусија.